Зградата на средношколскиот училишен центар Јосиф Јосифовски од Гевгелија наскоро ќе добие нов урбанистички план. Се очекува да започне доградба на уште 2 ката, со што ќе се обезбедат 14 нови училници. Петта недела југоистокот на нозе продолжуваат протестите од страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Започнуваме со дневникот. Собранието на Република Македонија по редовната попладневна пауза ја продолжи конститутивната седница на која се дебатира по предложениот избор на председател, заменик председател, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. За дебатата се пријавени 51 пратеник. Представници од ВМРО ДПМН посочија дека треба да се дебатира за оваа точка, бидејќи таа ќе го предложи кандидатот за председател на собранието, која е една од најважните функции во државата. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН истакна дека председателот на Комисијата за избори и именувања и председателот на собранието секогаш доаѓаат од победничката пратеничка група и од таа последните избори е ВМРО ДПМН. На дневен ред на конститутивната седница е изборот на председател на собранието на Република Македонија, за чие изгласување потребни се 61 глас од вкупниот број на пратеници. Конститутивната седница на новиот собраниски состав почна на 30 декември лани, но беше прекината, бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом. ВМРО ДПМН е останува на ставот дека единствено решение за излез од политичката криза во која СДСМ ја втурнал Република Македонија се нови предвремени парламентарни избори. ВМРО ДПМН останува на ставот дека единствено решение за излез од политичката криза во која СДСМ ја втурнала Република Македонија се нови предвремени парламентарни избори. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, како што посочуваат од партијата, може да тргува со сопствени интереси и со интересите на партијата, што ја води се додека има поддршка од уценетото криминогено раководство, но не може и не смее да тргува со националните и државни интереси само за да се ја спаси кожата и да не одговара за криминалите што ги сторил. Народот секојдневно гледа како полицијата апси трговци на дрога, лица со кои тој работел во кампања. Народот воочи дека аболицираниот криминалец Зоран Заев е спремен на се, само за да дојде на власт, за да се спаси од криминалниот прогон. Аболицираниот криминалец Зоран Заев ја прифати неуставната теренска платформа во која се препишува целосна двојазичност и промена на името по грчки терк. Со реализација на неуставната тиранска платформа, Зоран Заев го прави првиот чекор кон федерализација на Република Македонија, се вели во денешното соопштение од ВМРО ДПМН. Затоа додаваат оттаму, ВМРО ДПМН ги отворило уцените и отворило тиранската платформа и јавно соопштило дека нема намера да формира влада по секоја цена. ВМРО ДПМН ја разбира загриженоста која стотици илјади граѓани секојдневно ја покажуваат низ целата земја. Народот се чувствува навреден и изигран од страна на СДСМ, кој пред изборите најавуваше план за живот, а после избори започна да ја реализира план за разнебитување на Република Македонија, базиран на неуставната тиранска платформа, се додава во соопштението. Во него се посочува и дека граѓаните се чувствуваат излажани и изиграни бидејќи СДСМ под превезот за живот им донел двојазичност и федерализација на државата. И оти тоа е причината поради која народот е на нозе и поради која Македонија се буди. Приватните медиуми, според моето мислење и според високите меѓународни стандарди кои што сакаме да ги реплицираме тука, од држави на кои што сакаме да се угледаме, би требало да бидат апсолутно слободни да известуваат за тоа што сметаат дека е најважно на начинот на кој што сметаат дека е најважно, изјави новинарот Цветен Чилиманов. Да, добро, ние како асоциација на новинари на Македонската асоциација на новинари, најголемото здружение на новинари во Македонија, од првиот ден можевме да обсервираме, да забележиме дека специјалното јавно обвинителство не настапува како што беше замислено, не настапува непристрасно и коректно, туку се работи практично за една партиска обвинителска служба. И телевизија Нова беше навистина еден од првите медиуми кои што за ова информираше и алармираше. Значи телевизија Нова коректно, често, редовно информираше за пропустите во работата на специјалното јавно обвинителство, за начинот на кој што тие се обидуваат да ослободат одредени лица обвинети за тежок криминал, од гонење, како тогаш не бараат докази, доказите исчезнуваат и така натаму.
А потоа откако сватија дека се изложени на критики во јавноста, дека преку критичкото обсервирање на нивната работа од медиуми како што е телевизија Нова, нема да може да ја заврши до крај нивната задача партиски да функционираат во подршка на партијата СДСМ, очигледно во специјалното јавно обвинителство е донесена одлука да се направи обид да се замолчат медиумите кои што критички ги обсервираа како нив, така и партијата СДСМ, односно коректно известуваа за нивните пропусти во работата. Така да не знам, сведоци сме дека е доволно да го отворите Facebook профилот на лидерот на СДСМ Зоран Заев по случаен избор, да одберете нека фотографија таму, да кликнете и да го побарате тој човек и ќе откриете дилер на хероин или кокаин или било каков друг вид на криминал или фалсификатор на пасоши и лични документи. Значи, но за такви луѓе специјалното обвинителство на КТЦ Анева не може да најде докази во стотици илјади телефонски разговори што ги има. Докази бара исклучиво за медиуми кои што се политички критични кон нив, кои што критички ги обсервираат и кои што критички обсервираат и работата на Социјалдемократскиот сојуз. Така да на јавноста сосема јасно дека се работи за нарачани партиски гонења на една телевизија со цел да се испорача на поширока партиска агенда на СДСМ, која што не е само политичка, има и има своји реперкусии врз целата држава. Петта недела продолжуваат протестите од страна на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Градовите од југоистокот, Струмица, Валандово, Гевгелија и Радовиш се приклучија и кажаа едногласно не за тиранската платформа, не за двојазичноста. Граѓаните револтирани и денес од цел југоисток во 18 часот ќе излезат на улица со ист став и ќе побараат да се отстрани тиранската платформа, како што велат дека тие на изборите на 11 декември 2016 година не гласале за неја. Екипата на телеканал А1, како и секогаш, ќе ги пренесува мирните протести од цел југоисток. Продолжуваат инвестициите во Струмичката болница. Откако вчера министерот за здравство Никола Тодоров најави, денес и директорката на оваа институција одржа пресконференција на која ги истакна активностите кои ќе се одвиваат периодов, а кои се финансирани токму од вложувањата на ресорното министерство. Пресот го следеше колешката Родна и во овој дневник ја вклучуваме во живо од пред новиот ургентен центар. Да, како што кажавте, откако вчера министерот за здравство Никола Тодоров на пресконференција истакна, денес директорката на општата болница во Струмица Анкица Ангова потврди дека веќе е започната постапка за јавна набавка на нова најсовремена опрема за оваа институција. Опремата е во вкупна вредност од 150 милиони евра или 150 милиони денари или 2,4 милиони евра. Нова опрема ќе има за очното оделение, ќе бидат набавени посебни инкубатори за транспорт на ризични новороденчиња, за пациенти зависни од кислород, а ќе се доопремуваат и оделенијата за интензивна нега и за патологија. Се набавуваат и апарати како замена на оние апарати кои што се веќе дотраени, а исто така и поради ќе се набавуваат и нови апарати поради зголемениот обем на работа, така што ќе бидат набавени нови дополнителни 4D ехо апарати за гинекологија, други ехо апарати, пациент монитори, аспиратори, лапароскопски столб, како и поголем број на хируршки инструменти. Како што нагласи директорката на општата болница од Струмица Анкица Ангова, како и досега, така и во периодот кој предстои, лекарите ќе бидат праќани на обуки и на специализации во земјава и странство, што значи дека паралелно и со набавката на нова најсовремена опрема ќе се работи на зајакнување на кадрот во болницата, која што болница е всушност стожер во здравството во југоисточниот регион, бидејќи делокругот на нејзиното работење опфаќа 230.000 жители. Јас предлагам тука, доколку е подготвена изјавата на директорката Ангова, да ја проследиме. Опфаќа комплетно медицинска опрема и немедицински инвентар, наменети за постоечкиот објект што е во фаза на реконструкција, а го почнавме минатиот април се со цел да затвориме инфраструктурно еден комплексен објект со огромни специфики, направен по најголемите современи текови, и се надеваме дека на тој начин ќе го подобриме квалитетот на здравствените услуги на пациентите, а воедно и ќе помогнеме во амбиенталниот развој и условите за работа на персоналот.
Реконструкцијата на комплексот, што го започнавме во април месец 2016 година, е со финансиска вредност од 4,2 милиони евра или 257 милиони денари и се однесува на комплетно инфраструктурно со информатичко подкрепување на објектот. Внатре ентериерот и медицинската опрема се планира да бидат опфатени со новиот тендер од 2,4 милиони евра со комплетно оформување на сите простори и операциони блокови што се планираат во овој објект. Објектот е со површина од 6500 метри квадратни. Да повториме дека во приземје се планирани ургентен дел, специјалистичко-консултативните амбуланти за хирургија, ортопедија, урологија, анестезија, дневни болници и централна стерилизација, што представува новина за овој регион, бидејќи до сега секоја операционна сала постоеше операционен блок или стерилизација која беше обскрбувана повеќе од човечки ресурси. Тоа се однесуваше на миење на инструменти, пакување на инструменти, се до фаза кога се става да се стерилизираат. Со новината во овој објект се планира централната стерилизација да ги обскрбува и поточно задоволува потребите во форма на апаратура за сите оперативни блокови што се распоредени по оделенија. Покрај во нова опрема во болницата тука во Струмица интензивно се работи на комплетната реконструкција на новиот блок на болницата кој како карабина стоеше неизграден од 1985 година. Сега овој блок веќе кој што се наоѓа зад мене е веќе во завршна фаза и таму ќе бидат сместени повеќе оделенија со најсовремени услови за лекување на пациентите. Оваа реконструкција на новиот дел е во вредност од 4,2 милиони евра или 257 милиони денари, со што целата инвестиција во оваа болница во Струмица, која што впрочем е овозможено од Министерството за здравство на Република Македонија, ќе надмине 8 милиони евра. Ти благодарам, Родне, за овие информации, а ние продолжуваме понатаму со дневникот. Подрачното основно училиште Намик Кемал од село Чалакли оствари средба со збратименото училиште Никола Карев од Радовиш. Учениците учествуваа во заеднички активности и надпревари на кои имаа можност да разменат позитивни искуства. Учениците од подрачното основно училиште Намик Кемал од село Чалакли Валандовско беа во посета на збратименото основно училиште Никола Карев од Радовиш. Партнерството помеѓу двете училишта се оствари благодарение на проектот меѓуетничка интеграција во образованието, во кој преку заеднички активности учениците од различни националности заедно работеа и се дружеа. Како што истакна Стоја Митревска, директорка на основното училиште Никола Карев, оваа средба се одржа со една единствена цел, иако сме различни, сепак сме исти. Ние имавме можност да аплицираме за грант за работа на овој проект. Тоа беше некаде ноември, декември месец, ги направивме сите подготовки и сме срекни што ја добивме. Односно беше одобрена нашата апликација, го добивме грантот од 30.000 денари и тие средства се наменети конкретно за реализација на тие активности. Во саботата беа тука, ги реализиравме активностите, но пред тоа предстоја многу подготовки, многу контакти, телефонски разговори, интернет врски, се со цел кога ќе бидеме на едно место да се покажеме во најдобро светло. Вкупно 50 ученици со 10 стручни соработници и наставници дојдоа од подрачното основно училиште Намик Кемал, кои учествуваа во заедничките активности со учениците од Радовиш. Во рамки на оваа средба двете училишта организираа и надпревари за учениците, па дел од нив работеа во кабинетите, дел на спортските терени. Како што истакна Митревска, организацијата на овие активности беше на високо ниво, па и домакините и гостите беа задоволни. Саботата ни беше работен ден, имавме настава, а потоа почнаа активностите. Учениците од 6 и 7 оделение, заедно со нивните оделенски раководители, заедно со учениците што ни дојдоа на гости, работеа на техника квилинг, работа со хартија, изработка на секакви мотиви и цвеќиња во тек со годишното време кое што е со нас. А другите ученици од 8 и 9 беа опфатени со спортски игри во училишниот двор. За време на посетата учениците од Чалакли имаа можност да прошетаат низ градот и да уживаат во убавото време. И како што истакна директорката, тие разменија позитивни искуства и во иднина ќе продолжат со соработката и заедничките активности.
А зградата на средношколскиот училишен центар Јосиф Јосифовски од Гевгелија наскоро ќе добие нов урбанистички лик. Имено се очекува да започне доградбата на уште 2 ката, со што ќе се обезбедат 14 нови училници, како и други помошни простории кои ќе бидат доволни за почеток на едносменското работење и одвивање на наставата. Зградата на средношколскиот училишен центар Јосиф Јосифовски од Гевгелија наскоро ќе добие нов урбанистички лик. Имено се очекува да започне доградбата на уште 2 ката, со што ќе се обезбедат 14 нови училници, како и други помошни простори кои ќе бидат доволни за почеток на едносменското работење и одвивање на наставата. Доградбата на 14 училници кои што се планирани во средното општинско училиште ќе биде во овој дел, западниот дел. Со тоа ќе се овозможат многу подобри услови за работа, за едносменско работење, што ќе придонесе за големи заштеди на енергија, заштеди во делот на трошоците за превозот. Исто така ќе се овозможи непречено одвивање на дополнителната и додатната настава. Со тоа што учениците ќе завршуваат некаде околу 13 часот или 13 часот и 30 минути. Исто така ќе биде непречено овозможено функционирање на училишните спортски клубови, кои што знаеме дека се регистрирани во склопот на училиштата, меѓутоа поради двосменското работење е оневозможено нивното правилно функционирање во прав смисол на зборот. Така да придобивките ќе бидат големи и се надеваме дека во следната учебна година, ако претходно успешно се завршат сите постапки, постапката за јавна набавка, дека ќе бидат завршени и од следната учебна година ќе стартуваме со работа во една смена. Ваквата одлука е донесена од страна на општина Гевгелија за долгорочно задолжување во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги. Од Светска банка преку Меѓународната банка за обнова и развој на општината ќе биде одобрен заем во износ од 34,7 милиони денари. Покрај ова изработен е и проект по најсовремени стандарди по ХАСАП систем, кој предвидува реконструкција на угостителската сала, односно кабинетот по послужување и готварство, во кој ќе може да присуствуваат околу 300 гости. Финансиската конструкција на проектот изнесува 27 милиони денари, а ќе се изведе со заштеда од сопствени средства на гимназијата. Овие активности ќе се одвиваат паралелно до почетокот на новата учебна година. Хуманитарно-еколошката акција Едно капаче, една надеж од средината на месецов се спроведува и во општина Валандово. Преку собирање на пластични капачиња, децата, но и возрастните од општина Валандово овој следниот месец имаат можност да учествуваат во хуманитарно-еколошката акција насловена како Едно капаче, една надеж, чија цел е да се добие бесплатно една инвалидска количка. Капачињата се испраќаат во Турција, каде се рециклираат и за количина од 250 килограми се добива инвалидската количка, која потоа ќе се донира на семејство кој има потреба од истата, а нема финансиска можност самостојно да ја обезбеди, вели наставничката Габриела Николова, која е дел од акцијата. Ова е акција која што е започната од страна на една македонска медицинска студентска асоциација, наречена МИСА. Кампањата ја започнавме со промоција, значи на истата, преку лепење и поделба на флаери од страна на ученици на ниво на цела општина. Собирни пунктови се поставени на повеќе локации низ сите населени места во општината, пред училиштата, градинките и локалната самоуправа. А кампањата која почна од првиот ден на пролета и денот на екологијата 21 март се очекува да трае еден месец, односно до 21 април. Направили сме едно истражување во кое што добивме резултати дека едно капаче има просечна маса од 1,5 грама. За да ја постигнеме количината која ни е потребна од 250 килограми, заклучивме дека ни се потребни 160.000 капачиња. Според бројот на жители во нашата општина, тоа би било некаде по 20 капачиња од секој граѓанин, што и нели е една достижна бројка. Николова вели дека најажурни во собирањето на капачиња досега се учениците, додека возрастните послабо донираат. Така еден ученик за време на викендот успеал да собере дури 440 пластични капачиња. Според организаторите, акцијата е замислено да трае до 21 следниот месец, до кога се очекува да се собере бараната бројка, но може да се продолжи и по овој рок.
Почитувани, вие го следите попладневното издание на Дневникот на телеканал А1, а во продолжение да видиме што се случува денес во светот. Европската унија ќе умре, а глобалистите ќе бидат уништени, изјави лидерот на францускиот крајно десничарски национален фронт и кандидат за председател на Франција Марин Ле Пен во градот Лил во северниот дел на земјата. Дојде време за уништување на глобалистите, истакна таа и ги обвини своите политички ривали центристот Емануел Макрон и конзервативецот Франсоа Фијон за предавство поради нивните политички платформи за поддршка на Европската унија и пазарната економија. Председателските избори во Франција се следната фаза од глобалниот бунт на луѓето по Брекзит и победата на Доналд Трамп на председателските избори во САД. Вистинскиот влог во Франција ќе биде преживувањето или смртта на Европската унија. Тие ќе бидат своевиден референдум, додаде Ле Пен. При уривање на мал воен хеликоптер во источна Украина денеска загинаа 20 членови на екипажот и 3 патници, соопшти Украинското министерство за одбрана. Во соопштението се наведува дека хеликоптерот Ми-2 веројатно се удрил во далновод. Несреќата се случила во близина на градот Краматорск. Партијата на германската канцеларка Ангела Меркел, Христијанско-демократската унија, победи вчера на регионалните избори во САР, покажуваат прелиминарните резултати. Во САР, една од најмалите германски сојузни покрајини, одржани се избори за локалниот парламент на кои според прелиминарните резултати, низината партија освои 40,7% од гласовите на избирачите, додека противничката социјалдемократска партија на Германија на левиот центар на чело со незиниот новоизбран председател Мартин Шулц освои 29,6% од гласовите. Во локалниот парламент на втората поред најмала покрајна влезе и партијата Левица со 12,9%, што значи дека загубила 3% од поддршката. Алијансата на курдските сили и арапските борци, поддржани од САД, соопшти дека вчера ја презела целосната контрола над воениот аеродром Тапка на северот на Сирија, кој го држеше Исламската држава. Сиријските демократски сили имаат целосна контрола над воениот аеродром Тапка, изјави портпаролот на овие сили Талал Село. Тој дополни дека сега се врши деминирање на теренот со цел да се обезбеди аеродромот. И уште една информација за овој дневник, да видиме какво време не очекува оваа недела. Утре наутро во некои делови од Македонија се очекува негативни температури кои ќе се спуштат до -3. Метеоролозите најавуваат дека утрото најстудено ќе биде во Берово, Маврово и Крива Паланка. Со -1 степен во другите делови од земјава температурата ќе биде над нулата и ќе достигне максимални 4 степени во Гевгелија. Дневната температура утре ќе се движи од 9 до 18 степени. Дневни температури, како што најавуваат од УХМР, ќе бележат пораст. Умерен до засилен ветер ќе има во четврток, од кога и облачноста повремено ќе се зголемува, а од петок ќе може ни слаб локален дожд. Во среда дневната ќе достигне до 21 степен, четврток 23, петок 20, сабота 21 и недела 23 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Следниот дневник е во 20 часот. До тогаш имајте пријатен ден. Пријатно.